Инспекторите што влегоа во болниците во кои била третирана 37-годишната Елена Ѓоргиевска, што почина дома на истиот ден кога била испишана од дигестивна хирургија, не најдоа грешки и пропусти во нејзината медицинска историја и записите, потврдува за Канал 5 директорот на ДСЗ Кирил Лазов. Тој вели дека инспекторите влегле и на гастроентерохепатологија и на дигестивна, бидејќи подолг период сега веќе починатата млада мајка била хоспитализирана токму во овие клиники. Иако не нашле пропуст од нивна надлежност, инспекторатот бара министерот да формира комисија од стручни лица, што ќе го проследи патот на лекување од медицински аспект и ќе може да даде заклучок дали при третманот имало лекарска грешка или не. Испишана на 1.11.2025 година во добра општа состојба со уреден локален наод и даден совет за терапија и хигиено-диететски режим. При воредните инспекцијски надзори не се констатирани недостатоци во надлежност на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Поднесена е иницијатива до Министерот за здравство за формирање на комисија за стручен надзор над работата на здравствените работници кои учествувале во лекувањето на пациентката. Директорот на дигестивна хирургија доктор Огнен Костовски за Канал 5 вели дека имало стручен колегиум внатре во самата клиника кој веќе го разгледувал постапувањето на хирурзите што ја оперирале пациентката, која пак била диагностицирана со автоимуна Кронова болест, хронична воспалителна состојба на цревата која може да влијае на било кој дел од дигестивниот тракт. Директорот Костовски вели дека иницирал и комисија за дисциплинска постапка. Станува збор за изолиран случај по кој ќе се постапува. Ќе ги почекаме сите извештаи и ќе се формира комисија за дисциплинска постапка, која според формално правните регулативи не ми дозволува лично да бидам инволвиран бидејќи сум директор. Комисијата ќе биде сочинета од тројца лекари, двајца од нив од медицинскиот факултет. Семејството на Елена смета дека има лекарска грешка во постапувањето на еден од хирурзите што првично ја оперирал. И според нив, таа интервенција за која што велат е изведена без дренови според шведски систем е резултат на погрешна медицинска постапка, особено со оглед на тоа што состојбата драстично и се влошила по оваа интервенција. Тие велат дека ако треба правда за прерано згаснатиот живот на младата мајка на 2 дечиња од 1 и 4 годинки, ако треба, ќе ја бараат и на суд.